Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Министерството за одбрана и Радмила Шеќеринска не негира дека ги преплатиле двете машини грейдери за сума повисока од 150% од нормалната. Под изговор дека навистина била повисока цената на машините, но Министерството и Шеќеринска биле транспарентни, Шеќеринска и одбрана потврдија дека проневериле над 250.000 евра. Нас искрено ни е жал што ви го обзнанивме во јавност и овој бомбона бизнис, но сепак се работи за парите на граѓаните и се додека вие чепкате од парите на граѓаните, ние ќе обзнануваме. Министерството за одбрана и Радмила Шеќеринска од српската фирма Корковадо набавиле две машини грейдери од кинеско производство за потребите на армијата на Република Македонија во вредност од 464.853 евра, додека пак истата фирма Корковадо и истиот грейдер на српска институција го продава за 108.000 евра по парче. Очигледна е разликата од над 250.000 евра во набавката на двата грейдери, каде што Радмила Шеќеринска и Министерството за одбрана ги имаат преплатено машините. Еве, јавно упатуваме прашање до Радмила Шеќеринска, граѓаните нека ценат. Бидејќи Шеќеринска од уста не ги извади НАТО стандардите, кои веруваме дека не ги ни погледнале во СДСМ, прашуваме дали оваа набавка е согласно НАТО стандардите. Дали е согласно НАТО стандардите да се набават овие две машини од кинеско производство за цена повисока 250.000 евра од основната на кинеската компанија. Не, нормално дека ова не е согласно НАТО стандардите, како и целото раководење на армијата на Република Македонија. Затоа бараме од надлежните институции да го истражат овој случај детално, јавното обвинителство да отвори истрага и да видиме во чии џебови завршиле над 250.000 евра. Почитувани обвинители, охрабрете се, не се плашете, затоа што вака ако молчите, станувате соучесници. Оваа влада на Зоран Заев се покажа како најкриминална до сега и како влада која за само 3 години успеа да опустоши колку што не опустоши и целата транзициона влада на СДСМ во 90-тите години. Одговорност мора да има и ќе има после 12 април. Благодарам.